Почитувани присутни, добар ден и добродојдовте. Причината поради која сме собрани денес е одбележување на Светскиот ден на здравието, 7 април. Светската здравствена организација, која е основана во 1948 година, на своето прво собрание одлучи 7 април да биде прогласен за Светски ден на здравието, а од 1950 година овој ден се одбележува секоја година. Оваа година Светската здравствена организација како клучен глобален проблем ја избра следната тема: здравје за сите, здравје на секаде. Посечувајќи дека квалитетна здравствена заштита треба да има секој човек, сите луѓе на овој свет, а тоа сепак е условено од повеќе чинители, економски и политички, географска одредница, како и со климатски услови, Светската здравствена организација повикува на практикување на здравствена заштита и онаму каде што досега ја немало. Мотото здравје за сите и здравје на секаде во потполност кореспондира со дејноста на нашата болница, која представува регионален центар за Тиквешкиот регион, бидејќи во неа се лекуваат граѓаните од 4 општини: Кавадарци, Неготино, Росуман и Демиркапија. Приближувањето на здравството до сите граѓани во изминатите 8 месеци го реализиравме со неколку нови идеи, сега ќе ги набрам кои се. За прв пат во нашата болница беше ставена во функција сондата за ехо на срце, така да досега се прегледани 189 пациенти. Во ортопедската амбуланта пак за прв пат е воведен преглед за ехо на колковика и новороденчиња. Досега се прегледани 167 новороденчиња. Исто така, во склопот на интерно оделение формиравме нова ендоскопска амбуланта во која се врши ендоскопско испитување на горен и долен дигестивен тракт, односно гастроскопија и колоноскопија. Карактеристично за колоноскопијата е тоа што оваа дијагностичка метода не е застапена во здравствените установи во поширокиот регион, како што е Прилеп, Велес, Струмица, Гевгелија и така натаму. Досега се направени 76 колоноскопии. Со тоа пациентите од регионот за сите овие наведени снимања нема да мора да патуваат во Скопје и во другите поголеми центри, туку истите здравствени услуги ќе може да ги добијат во нашата болница. На тој начин на пациентите им заштедуваме и време и пари. Една од мерките со која ја вративме изгубената доверба кај пациентите во здравствениот систем е ангажирањето на специјалист гинеколог од клиниката за гинекологија и акушерство од Скопје, кој е континуирано присутен во болницата. Со тоа возможивме секое раѓање во нашата болница да е под постојан стручен надзор. Ефектите од оваа мерка за илустрација во изминатите 5 месеци, споредбено со истиот период минатата година, на нашето гинеколошко акушерско оделение се следните: бројот на породување е зголемен за 10%, бројот на прегледи е зголемен за 20%, а бројот на оперативни третмани е зголемен за 30%. Понатаму, со цел да се подобри здравствената заштита на граѓаните од регионот, набавено е комплетно ново, целосно опремено санитетско возило и со тоа е овозможен брз, меѓутоа и сигурен транспорт на нашите пациенти до било која друга медицинска установа во државата. За подобрување на условите за работа на медицинскиот персонал и за овозможување на поквалитетен престој на пациентите во болницата, ги преземавме следните мерки. Квалитетот на храната е значително подобрен и за прв пат дистрибуцијата на храна до пациентите се врши по ХАСАП систем. Посебно внимание посветивме на хигиената во болницата и успеавме да ја доведеме до едно завидно ниво. Во контекст на истото треба да кажеме дека за прв пат двата главни болнички тоалети, кои претходно представуваа грда слика за болницата, се комплетно реновирани и истите сега се современи и модерни. Истовремено се пристапи и се заврши со реконструкција на тоалетите од сите оделенија. Понатаму, на двата главни влезови на болницата беа поставени автоматски врати со кои се овозможи адекватно затварање на објектот. Тоа допринесе за затоплување на истиот во изминатиот зимски период. Како резултат на оваа мерка се овозможи за прв пат после многу години пациентите да се чувствуваат пријатно и да не мора со себе да носат електрични грелки од дома. Ефектот од поставувањето на тие автоматски врати со завршување на грејната сезона
споредбено со претходната година, е заштеда од околу 40 тони нафта и намалена потрошувачка на електричната енергија од околу 500.000 денари, така да вкупната заштеда која остваривме изнесува нешто повеќе од 2.300.000 денари. Овие заштедени средства планираме во иднина да ги инвестираме во опрема која и недостига на нашата болница. Во низата превземени мерки се вбројува и уредувањето на болничкиот двор, кој после долго време е комплетно исчистен. Во план е хортикултурно уредување на истиот. Отпочнавме со оградување на дворот со бетонски постамент и челична ограда во должина од над 1000 метри. Истовремено изградивме и нов модерен влез во болницата, како и реконструкција и осветлување на главните влезни скалила. Ја реновиравме, односно поточно ја реставриравме и ја направивме иста како пред 30 години портирницата на влезот од болницата. Но сепак, и покрај досега стореното не чека уште многу работа за да го зголемиме степенот на здравствена заштита на граѓаните. Потребни се нови инвестиции, реализирање на нови проекти, меѓу кои главни за нашата болница се набавка на апарат за компјутеризирана томографија, набавка на апарат за анестезија, изградба и опремување на втора хируршка сала, ставање во употреба на нов ургентен, мини-ургентен центар во болницата во Кавадарци и други. Морам да нагласам дека реализацијата на досегашните проекти не би била возможна без несебичното залагање на целокупниот медицински персонал во ЈЗУ Општа болница Кавадарци, но при тоа мора да додадам дека итно ни е потребен дополнителен стручен кадар, за кој се надевам дека во соработка со Министерството за здравство и владата на Република Македонија ќе го обезбедиме што побрзо. За крај, ја користам оваа прилика да им го честитам празникот 7 април на сите здравствени работници и на сите луѓе кои сакаат да се грижат за своето здравје со познатата мисла. Здравиот човек има 1000 желби, а болниот само една. Да оздрави. Ви благодарам. Ќе продолжиме седницата со уште една точка, затоа што во духот на одбележување на Светскиот ден на здравјето доделуваме благодарници на компаниите кои во овој период дадоа несебична поддршка за унапредување на условите за работа во болницата. Истовремено ги охрабруваме и останатите поединци, компании и институции кои имаат можност да го сторат истото.